Сдруженијето на пензионери на Кочани денеска го одржа новогодишниот концерт на песни, ора и игри и го одбележа 20 декември, денот на основањето на Кочанското здружение на пензионери. Пензионерите најпрвен ги поздрави градоначалникот Никол Челиев, кој истакна дека локалната самоуправа на општина Кочани во иднина ќе продолжи да помага и да дава поддршка на кочанските пензионери, бидејќи според досега реализираните активности, тие се едни од најактивните и најуспешните во државата. Ова наше пензионерско здружение навистина функционира и е за пофалба од секаков вид, бидејќи навистина е едно од поактивните пензионерски друштва во државата. Благодарение на таа активност, секако и соработката со локалната самоуправа е на едно солидно ниво, иако нашите надлежности во делот на ингеренциите на многу ниско ниво, меѓутоа заработката на вистина и контактите кои што ги имаме се на одлично ниво и се она што треба, ние како локална самоуправа сме спремни да излегнеме во пресред, дали се работи за некаква услуга или она што треба да го направиме за нашите сограѓани од третата доба, со задоволство сме тука и да разговараме и да го направиме. Во изминатата година не сме направили премногу за нашите сограѓани од третата доба, меѓутоа навистина она што го имаме како план и како размислуваме, очекуваме во 2020 година да дојде и до реализација, тоа е реализација на оној капитален проект Дом за стари лица, со кој што очекуваме дека на луѓето на кои е неопходна таа поддршка и помош ќе ја добијат и секаква друга помош, она што е во рамките на надлежности на локалната самоуправа, очекувам дека, како и до сега, нашите сограѓани од третата доба ќе имат и мојата поддршка и поддршката на локалната самоуправа и спремни сме да соработуваме и да разговараме за секаков вид на соработка и за секаков вид на решавање на проблеми со кои се соочуваат тие. Председателот на Сдруженијето на пензионери Ѓорги Серафимов изјави дека Кочанското здружение, кое е едно од најактивното, редовно постигнува успех на повеќе полиња, како и меѓународни соработки со други пензионерски здруженија од земјава и странство. Ова е традиционален новогодишен пензионерски концерт што го организираме ние, да оставиме еден белег, едно за нова година, а друго белег уште поголем, што на 20 декември 1972 година е формирано здружението. И за тај ден е прогласен за Ден на пензионерите на Здружението на општина Кочани. Така да имаше добар одзив од почетокот. Ова е поред, мислам, од тие 12 или 13. Секој пат имаме по 4-5 здруженија кои што насапуват. Денеска, по избор, гледавме на тоа да не оптеретиме публиката и со голема поширока програма, па и да не биде и досадно. Избравме по-интересни содржини од здруженијата, така да ке нас е докажано Лесковац, како побратимено здружение од Србија, веќе и ние одеме на нивниот ден и они доаѓаат овде, они имаат одлично припремана програма, секој пат наша публика е прима со раширени раце. Дружбата на учесниците на концертот продолжи со ручек во ресторанот Амор, каде пензионерите разговараа за досега реализираните активности и понатамошните планови кои ќе се реализираат во иднина.